На 16-та конференција на локалниот совет за превенција во 2024 година најпрвин го официализиравме координативното тело, ги потврдивме примарните партнери. Тоа се Основен суд е изземен, значи тие не дава свој представник, меѓутоа тук се сите други институции, Министерство за внатрешни работи, Основно јавно обвинителство, Центар за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување, ние како општина и поддружницата Беласица Струмица. Значи сите тие институции на таа конференција имаа своји представници, донесен е заклучок и врз основа на тој заклучок ние како општина од страна на градоначалникот како координатор на телото формирано е известување кое што веќе е испратено во Национални шуми Скопје, каде што во тоа известување конкретно е наведено дека општина Струмица со сите тие институции кои што заеднички се примарни во тоа координативно тело сугерираат, не може да наредиме, меѓутоа сугерираме да огревните дрва бидат испорачени навремено на тие договорувачи или физички лица кои што имаат склучено договор со поддружница Струмица, Беласица за грејната сезона 2024-2025 година. Покрај тоа има еден краток апел, значи на сугестија од страна на Центарот за управување со кризи, како и самата Дирекција за заштита и спасување. Апелираме, еве користам и ова можност, апелираме сите земјоделци кои што ги припремаат своите пластеници и слични земјоделски површини, а каде што има отпад кој што е поврзан со пластика, пластифициран, да не ги палат на отворено, бидејќи со тоа директно предизвикуваат загадување и штета на воздухот, така тие си штетаат пред се лично на самите себе си, потоа и на сите останати граѓани во Струмичката котлина. Во однос на дистрибуцијата на огревните дрва, што во случај ако шумско стопанство Беласица нема дрва, дали имате некои предлози како тоа би се надминало и како порано да се добијат овие огревни дрва овде во Струмица? Сега да не зборувам од име на тоа предпријатие, бидејќи тие си има свој представник на самата конференција, ќе кажам дека и тие се свесни за проблематиката и главен проблем кај нив е тендерската постапка. Тие губат премногу време на тендерите и потоа и самата достава на дрвата доцни. Значи тендерот ако трае 3, 4 па и 5 месеци, па потоа луѓе, сеча, достава, вкупното време некаде околу 9 па и 10 месеци, или конкретно се случува да договор склучен во февруари, физичкото лице или граѓанинот дрвата ги добие во ноември или декември. Значи тоа апсолутно не е добро, така да тие имат некој план со старите тендери, значи тендери кои што се од 2023 година, не се завршени или тие го немат постигнато својот договор согласно самиот тендер, да преку старите тендери се добијат тие дефицитарни или количини кои што фалат до самите граѓани. Се работи на тоа значи со помош на тие тендери од 2023 година, поддружницата Беласица Струмица да ги испорача тие првични веќе кои што ги склучуваат до 2024 година.